И 2 години по случувањата во диво населје се уште постојат траги кои сведочат за немилиот настан. На денешен ден 2015 година граѓаните на Куманово и на овој дел од градот ги разбудија пукотници и експлозии. Македонските безбедносни сили се судрија со вооружена група, а пресметката траеше 2 дена. Граѓаните исплашени во страф и паника ги напуштија своите домови кои денеска по 2 години целосно се обновени. Заминавме во обиколка на населбата, а жителите сведочат дека сеќавањата и по 2 години се уште се тука и се дел од нивното секојдневие. Многумина од нив сметаа дека тоа што се случи во диво населје како резултат на политика. Меѓуетничките односи во Кумановско секогаш били и ќе останат добри, велат граѓаните. Мирно ли е? Мирно. Мирно. Колку долго живеете во оваа населба? Овде сум роден. Се сеќавате ли на денот кога пред 2 години се случи пукањето? Како беше? Што да кажем, ненормално тоа е. Тука живееме таму. Тука сум бил цело време. Куманово е меѓуетнички град. Се сочува ли мирот? Мирно е. Ние меѓу себе немаме ништо. Политиката се направи тоа во смеѓу. По-добро се живее. Мирно ли е? Мирно е бие увек и па е мирно. Увек е бие другарство. Ово е све политичари. Јас сум што каже македонци и албанци, јас сум туј роден, со нив сум живеа и живеем и никад ништо, никој не мога ништо да ми смета меѓу народот. Сепак вие сте родени овде, живеете овде, се сеќавате на убаво време. Туј сум роден и туј ќе умирам и туј све. Со сви сакам да живеем добро и живеам. Повише живеам со македонци него со албанци, така и ние, јас сум тука роден. И никој не може да ме брани, ни од тој, ни од тој. Работа и так се живееш и сега ви. Овдека живеем, овдека. Се сеќавате ли на 9 мај кога започна? Па не, на 9 мај се сеќавам и во живот не може да забравим зашто мене ме фати во работа сум ја, дома сум ми биле деца, жена, тука и цела фамилија овдека. Тоа е катастрофа на никога, зашто кад не знаеш што се десува е многу тешко. Куманово е меѓуетнички град, живеат има албанци, македонци, срби, роми и сите народи други. Воениот судир помина како облак, раскажуваат кумановци и посакуваат повеќе никогаш да не се повтори. Па тоа како еден облак пројде, не дај Боже више да дојде. И мислам дека нема опасно повеќе. Сеќавате ли на 9 мај пред? Па се сеќаваме, беше лошо, народ бега, плаче се нормално, ратно стање. Лошо беше. Нега више да се не понови. Куманово е меѓуетнички град. Да. Живее различно етничко население. Да. До сега немало поголеми проблеми. Мирно се живее. Никако до сега не е имало мирно. Али ете трфило се, дали од политички аспект, дали од тероризам, да кажу. Дојдева с некој зло намеру да настрада народот и они највише полицајци. Штета 8 полицајци ги наши 8 или колку има таму. Не да може никога да се деси тоа беше. Па моментално се живее мирно, нема проблем сега за сега. Овие се први. Па ја мислам и понатаму ќе нема. Полека све ќе се смири, све ќе дојде на свое место. Ја бар така размислувам. Еве многумина граѓани кои што ги прашавме, а тоа се и од различни етнички заедници, сметаат дека ова што се случи во Куманово е политика. Исклучиво да. 100% е политика. Пошто јас знам, моја генерација, ние као мали деца, не учевме заедно. Албанци, срби, македонци, така да никогаш не е имало проблем. Во Куманово и околинава, селава, секогаш било окей. Али и ова ќе се среди. Верувајте, ако сака некој, ја сака ова држава, сака да живее во неа, сакал не сакал, мора да почитува и закони и све што треба. И да поштуе све. Па како не. Па сега е помирно него ли овој. Али като дневно викам има стресови. Куманово е мултиетнички град. Да, супер. Има соживот, знаеш. Не се страшно било. За свако е страшно било. А зашто па да нема соживот? Луѓе сме сви исти. Сви исти.
Без разлика боја, вера, нација. Сви сме исти. Точно пред 2 години ноќта од 9 кон 10 мај, македонската полиција деноноќно се пресметуваше со вооружената група. Епилогот од акцијата беше ковен за 8 припадници на безбедносните служби на Македонија, додека 37 бранители беа ранети. Во дводневната пресметка беа убиени 10 членови на вооружената група. И по 9 и 10 мај Куманово продолжи да живее во духот на меѓуетнички соживот, мир и толеранција. И е пример како треба да се живее и гради соживот.